Петар Шанданов е роден на 4 јули 1895 година во Охрид, во сиромашно рибарско семејство, од таткото Димо и мајката Фанка. По завршување на трикласното училиште во својот роден град, во 1909 година, се запишал во Битолската гимназија. Беше многу приврзан кам Охрид тој. Многу приврзан, особено детските му спомени. Тој испитваше многу силни чувства кам Охрид. Тој многу пъти казваше: моето възпитание е възпитанието на Охридската улица. Во пролета 1912 година бил примен за член на Македонската револуционерна организација и назначен да го раководи револуционерниот ученички кружок на гимназијата. Петар Шанданов е еден, така да се каже, од ретките некористолюбиви и честни револуционери, кои целата мотивација на неговиот ангажман во македонското револуционерно движење, во кое го има заложено комплетно својот живот и својата судбина, покажал дека главниот мотив на неговото ангажирање се народните интереси, без при тоа да ги стави во калкулација некои своји интереси лични, поврзани со удобство или со сигурен, комотен живот. Во септември 1913 година учествувал во Охридско-албанското востание, кога се запознал со Петар Чаулев и Павел Христов. Заради учеството во востанието, бил затворен од српските власти во Охрид и во Битола и осуден на 5 години затвор, но веднаш помилуван по објавената амнестија на македонските граѓани. Во 1914 година, за да го одбегне регрутирањето во српската војска, Шанданов избегал во Албанија, а оттаму во Софија, Бугарија. Во Првата светска војна учествувал во 11-та македонска дивизија, во 5-тиот македонски полк, како командир на чета. По завршувањето на војната, останал во бугарската армија и служил се до 1921 година, кога се запишал на правниот факултет во Софија, каде стапил во директни контакти со раководството на ВМРО. Во пролетта 1922 година, со решение на Тодор Александров, заминал за Вардарска Македонија, со задача да раководи со Битолскиот револуционерен округ, и оттогаш, речиси секоја година, заминувал со својата чета за Македонија, преку Италија и Албанија. За своите војни мисии во Битолско, Шанданов бил мошне почитуван во организацијата. За време на неговите престои во Софија, се движел во кругот на раководството на ВМРО, залагајќи се за обединување на македонските емигрантски и револуционерни организации и осудувајќи ги притоа убиствата во редовите на расцепканите струи во ВМРО. Петар Шанданов бил во постојан контакт со Александров, а по убиството раководел со акцијата за ликвидирање на неговите интелектуални убици во горноџумајските настани во септември 1924 година. По убиството на Тодор Александров, Иван Михајлов не се наложи само како заменик на Александров, туку сака самиот да го преземе раководството на организацијата, плашејќи се од долгогодишното искуство и од тој револуционерен набој на Петар Шанданов, плашејќи се разбира, самиот тој да влезе во раководството на организацијата. Тој го предложи како резервен член на организацијата и се разбира, незадоволен од ваквиот негов однос, и според архивската документација, односно од неговата преписка и од неговата комуникација со Иван Михајлов, тој на некој начин му дава до знаење дека целта негова не е да биде во раководството на организацијата. Целта негова е даислужи на самата организација, како што вели во едно од писмата: "Јас ке продолжам даислужам на организацијата и како обичен војник." Баща ми беше много интелигентен човек и много образован и въобще с много и голям авторитет, така в смисъл сред тези публицистични среди, сред писателските среди. В България говоря, от българска страна, нали разбирате? Докато Иван Михайлов нямаше тези връзки, възможно. Така в смисъл. Той си имаше някакви там на Вълков, на Цанков, тези, които бяха под Цанковото правителство, но така като обществени, нали, като публична личност не е било.
И за мен имаше някакво съперничество и някаква ревност от негова страна, баща ми да не го измести. Нали? От това е някаква лична такава омраза лична. Защото баща ми не му се е подчинявал. Во 1928 година се заостриле внатрешните конфликти во редовите на ВМРО, особено меѓу двајцата членови на Централниот комитет на ВМРО, Иван Михајлов и Александар Протогеров, околу изборот на новиот Централен комитет на престојниот конгрес. Во прегрупирање во самото раководство на организацијата, на страната на Протогеров, покрај членот на Централниот комитет на ВМРО, Ѓорги Попхристов, застанал и Петар Шанданов, како резервен член на Централниот комитет, кој отворено го критикувал начинот на раководењето на организацијата и методот на оружените акции, а особено начинот на избор на новиот Централен комитет на ВМРО на престојниот 7 конгрес на ВМРО. Иван Михајлов бил, односно нетрпеливоста се однесувала и на други односи во самата организација, во смисла што Иван Михајлов на своја рака преземал многобројни акции, не само во теренот на Вардарска Македонија, без знаење на Александар Протогеров, туку преземал и известни терористички чинови акции против одделни македонски револуционери и други истакнати лево-ориентирани македонски дејци, без знаење на Александар Протогеров. Значи, сите тие околности, сите тие внатрешни недоразбирања се одразило на тоа што постепено Иван Михајлов сакал да го далечи самиот Александар Протогеров од организацијата, а при тоа припишувајќи му дека тој бил еден од интелектуалните организатори, односно убици на Тодор Александров. Во таа смисла Протогеров нужно бил мета на Ванчо Михајлов. Втората причина е длабоко лична. Личниот пристап во македонското дело на Ванчо Михајлов е предоминантна карактеристика. Тој го чувствувал Протогеров како конкурент. Протогеров е стар револуционер. Спаѓа во луѓето на кого не му недостасува храброст. Например, тој на стари години го врви истиот пат преку Италија, Албанија, во Македонија, влегува многу често во Македонија. Ванчо Михајлов никогаш не влегол во Македонија. Тој со пушка и со четничка одело само се слика на територијата на Бугарија, на бугарската држава, за реклама на сите они што не го познаваат. Значи, сето ова придонало таа нивна нетрпеливост да се зголеми, уште повеќе пред одржувањето на 7-миот конгрес на организацијата, каде што Иван Михајлов настојувал преку своите делегати, односно самиот да ги избира делегатите, и кои што на некој начин се продолжат да ја споредуваат неговата политика. Исто така тој се опрузил од млади кадри на организацијата, кои што исто така се обидел преку нив да го истисне влијанието ни на Александар Протогеров. Во таа смисла, Протогеров прави обид да направи компромис меѓу едната и другата групација, да се почитуваат колку што е можно прописите и да се излезе во пресрет на помладите кадри, значи на Ванчо Михајлов. Меѓутоа тој не е доволно прифатлив и во еден момент Ванчо Михајлов се решава да го ликвидира, правејќи едно сценарио според кој директен виновник и конспиратор за убиството на Тодор Александров е токму тој, Протогеров. И во таа смисла има објавено една книга, која нема заземено место во историографијата. Конфликтот во редовите на раководството на ВМРО кулминирал со убиството на Александар Протогеров на 7 јули 1928 година, по наредба на Иван Михајлов, при што настанал расцеп во раководството на ВМРО. Веднаш по убиството на Протогеров, со комунике остро реагирале Ѓорги Попхристов како член на Централниот комитет на ВМРО и Петар Шанданов како резервен член на Централниот комитет на ВМРО, во кое го осудиле убиството на Протогеров спротивно статутот на ВМРО и го обвиниле Иван Михајлов дека со сторениот престап се ставил надвор од законите на ВМРО. Исто така, во името на Централниот комитет на ВМРО, Петар Шанданов и Ѓорги Попхристов
упатиле отворено писмо до македонската емиграција и општествената јавност во Бугарија, во кој изјавиле дека во услови на законска самоодбрана во иднина нема да ги пречекуваат со скрстени раце убиствата што им се подготвуваат од страна на Иван Михајлов, отфрлувајќи истовремено одговорноста за последиците од безумијата на Иван Михајлов. Тоа истовремено беше и најава на меѓусебните убиства во редовите на ВМРО, при што Шанданов бил присилен да премине во илегалност. И започват братоубийствените войни тук, както се говори и София и въобще и страната, но вече София, хората са се страхували. Обикновените граждани, говоря на София, са се страхували да замръкват по улиците, защото не знаят откъде ще родят куршумите и кого ще убият. То е било действително братоубийствена война. По повод убиството на Протогеров, Шанданов и Георги Поп Христов упатиле повик до своите истомисленици во организацијата со зборовите: куршумите кои го прострелаа телото на Александар Протогеров, истовремено ја прострелаа измачената снага на цела Македонија. Тие го прострелаа моралот и дисциплината во организацијата. Ги прострелаа интересите на Македонија и на незиното почитувано име. Повикот го завршиле со вербата: македонскиот народ и во иднина ќе продолжи да служи само на Македонија, а не на личности. На Ванчо Михайлов му се спротивставуваат многу одважни личности, како, например, Баждаров. Во еден момент Ванчо Михайлов вика: моето 3-годишно искуство покажува дека нема потреба од задгранично представништво. А ој му се исправува, Баждаров, и му вели: а моето 30-годишно искуство во ВМРО укажува дека ти си надвор од сите норми на организацијата и дека организацијата можела да обстане само почитувајќи ги решенијата, одлуките и нормите. Тоа придонело приврзениците, односно оние луѓе кои што биле блиски на Александар Протогеров, а пред се членовите на задграничното представништво на организацијата, пред се на Георги Баждаров, на Наум Домалевски, на Кирил Прличев и се разбира и на поголем број на војводи, од постарите војводи, како што бил и Петар Шанданов, како што бил и Мишо Скартов, како што бил и Пецо Трајков и други војводи, кои што тогаш се разбира незадоволни од амбициите на младиот лидер на организацијата Иван Михајлов, се определиле на струјата на Александар Протогеров и тогаш била формирана организацијата под името на Протогеровицешка ВМРО, која што била единствена, може да се каже, струја на организацијата која што му се спротивставила на терористичките и вооружените активности на Иван Михајлов и се разбира со своето учество, со своите луѓе, со своето вооружување, му се спротивставила не само на Иван Михајлов, дури и на самата бугарска влада, која што исто така го поддржувала Иван Михајлов во своите акции кон оваа протогеровицешка ВМРО. Како лидер на новата група на ВМРО, Петар Шанданов најостро е осудил политиката што ја водела бугарската влада во давањето поддршка на Иван Михајлов, нарекувајќи ја трагедија во редовите на ВМРО, изјавувајќи дека незината државна политика кон македонското прашање никогаш не поаѓала од интересите на самото население во Македонија, ниту пак од интересите на една широка национална политика. На првото заседание на раководството на ВМРО Протогеровистичка на 9 јули 1928 година, само 2 дена по убиството на Протогеров, кога се поставило прашањето дека на местото на убиениот Протогеров во Централниот комитет треба да дојде првиот резервен член, во случајот Шанданов, тој изјавил: прашањето за победа или пораз не може да се поставува на еден револуционер. Не сум имал желба да бидам во Централниот комитет, тоа сум го изјавувал неколку пати. Нема да бегам од мојот долг и не ме интересира дали ќе умрам. Дезертерството од должноста е морално прострелување. Прифаќам и нема да скршнам од својот долг. Чувствувајќи ја таа врска меѓу владата и Ванчо Михајлов, практично Шанданов се решава да преземи битка со еден фаворизиран противник во таа смисла.
Меѓутоа, неговата покажана храброст, неговата чест, безкорисност, така да се каже, и преданост на делото, го одважува да ја преземе улогата и кога е избран за председател на Централниот комитет на протогеровистичката ВМРО, која што се смета од нивна страна како носител на старите изворните принципи за македонското дело, тој укажува дека практично како револуционер кој ја превзема таа задача не може да гарантира дали ќе излезе како победник или како жртва, зашто иднината ќе покаже, меѓутоа она што го гарантира е дека нема да отстапи од својата револуционерна задача до крај и дека ќе остане во делото независно од неговите жртви. Во таа смисла тој и укажува во едно писмо до Герџиков дека таа раскрсница е раскрсница и за македонштината и за македонското прашање и слично, но го превзема самиот тој ризик. Само еден месец по убиството на Протогеров, Шанданов и Мишо Шкартов во писмото до Михаил Герџиков од август 1928 година резигнирано ке констатираат: македонското дело и македонштината воопшто се на крстопат. Крајот никој не може да го предвиди. Јас и Мишо веќе сме нелегални и не знаеме каде ќе не одведе судбината. Ги събира там на едно него, Пецо Трајков и Кръстан Поп Тодоров. Са в квартирата на бащата на Кръстан Поп Тодоров. И им казват, че има една книга на немски език, която пише за тях. И там един от техните приближения отива и я взима тази книга. А тя се оказва адска машина. Нали? И когато я слагат на масата и я отварят, и тя избухва. Но тя имала действие, както казва баща ми, по дължината на книгата. И по дължината на книгата са били Пецо Трайков и Кръстан Поп Тодоров. Баща ми казва, аз бех зад корицата и затова може би най-малко пострадах. Фактически вика не най-малко, но най-малко фатално. Предизвикан од секојдневните закани и напаѓања од страна на терористите на Михайловистичката ВМРО, Шанданов во едно писмо од јули 1928 година до своите членови на задграничното представништво им напишал дека тој и Ѓорги Поп Христов не можели понатаму да чекаат и да бидат испоубивани како кучиња на софиските улици без да реагираат. Не можеме и понатаму да чекаме и да бидеме избивани како кучиња на софиските улици без да реагираме. Не ми прилега да умрам како куче на софиските улици. А во следното писмо до истите членови на задграничното представништво им напишал: Ние сме решени да се биеме и да умреме. Кој ќе победи, иднината ќе покаже. Моментот е судбоносен. Историска вистина е дека против силата само со сила се реагира во таков случај. Гледачи ја ваквата улога на Петар Шанданов, како бестрашен, како единствено кој што тој со убиста им одговара на припадниците на Михайловистичката ВМРО, тој станал не само почитуван во самата организација, сметајќи го како бестрашен и активен револуционер, туку и кај целата македонска имиграција, кај бугарската општествена јавност, па дури и кај странските амбасадори кои што тогаш биле во Бугарија. И тука ќе го истина примерот на англискиот, на британскиот амбасадор Ватерло, кој што пред заминувањето на својата должност од Бугарија, на бугарскиот патриарх Стефан му се исповедал, вели че му пред да ја напуштам Бугарија, сакам да го видам тоа јуначиште Шанданов, да го прегарнам, бидејќи тој единствено кој што се спротивстави против ударите на припадниците на Михайловистичката ВМРО и
против кого бугарската власт беше немочна да му се спротистави. Од 1929 година Шанданов, Ѓорги Попхристов, Петар Трајков и други членови на ВМРО Протогеровистичка речиси секоја година влегувале во Вардарска Македонија, од Италија преку Албанија. Со продолжувањето на нивната вооружена дејност во Битолскиот и во Охридскиот регион, тие сакале да им дадат до знаење на Михеловистичката ВМРО и на Македонскиот национален комитет, а особено на македонската емиграција во Бугарија, дека местото на раководството на ВМРО е во Македонија, меѓу народните маси, а не во Бугарија и во Пиринска Македонија. За Ѓорги Попхристов и за мене е поставено следното прашање. Или ќе создадеме единствено македонско дело во името на новосоздадените услови, или ќе се откажеме за да не го носиме срамот на сето она што би се вршело во иднина за сметка на Македонија. Во февруари 1930 година Шанданов и Ѓорги Попхристов од името на Централниот комитет на ВМРО Протогеровистичка излегле со декларација до македонските емигрантски кругови во Бугарија за состојбите во македонското ослободително движење. Укажувајќи дека за ВМРО македонското прашање е прашање на целото население во Македонија, тие во декларацијата истакнале дека ВМРО во својата борба бара поддршка од прогресивните општествени сили на балканските држави и пошироко, без да ја жртвува својата самостојност, и дека ВМРО настојува да се постигне единство во македонското движење со обединување на сите револуционерни македонски сили врз начелото сите македонци во еден фронт. Во декември 1930 година, задграничното представништво и Централниот комитет на ВМРО Протогеровистичка упатиле отворено писмо до сите весници во Бугарија, во кое меѓу другото изјавиле: ВМРО е само во Македонија, таа се бори и страда, се бори против непријателите, поробувачите, се бори за правда и слобода, за народност и човештина. Тајна и конспиративна е нејзината борба во Македонија, зашто никаква културна, никаква легална борба не се дозволува таму, при угнетувачкиот режим на христијанските завојувачи, полоши од претходните турски. Во своето политичко дејствување, Протогеровистичката ВМРО, пред се лидерот Петар Шанданов, со цел да се спротистави на контраударите на убиствата на Михеловистичката ВМРО, тој беше принуден да се поврзе, односно да оствари соработка и надвор од струите на организацијата, односно се поврзе со ВМРО Обединета, со Бугарската комунистичка партија, како и со демократско-граѓанските партии на Бугарија. И во тие негови разговори, тој повеќе пати патувал низ Европа, каде што се сретнувал со лидерите на сите овие организации и партии, пред се да се постигне една заедна соработка на организациите против десувањето на Иван Михајлов во Бугарија и против бугарската влада, со тоа што Шанданов отворено им дал на знаење дека тој и целата организација како национал револуционери, тие не можат да се слеат во едно комунистичко движење, значи во комунистичка партија, и при тоа нагласувачи дека слевањето на неговата организација на Протогеровистичката ВМРО е спротивна на целите на самата организација. За впечатоците од контактите и разговорите што ги имал со членовите на Бугарската комунистичка партија за заедничка соработка, Шанданов во своите спомени запишал: "Никогаш не можевме да се разбереме околу ставот дека ние како национал-револуционери треба да си останеме независни, а само во борбата против Иван Михајлов и владите заедно да си помагаме. Тие секогаш настојуваа на своето, дека ние треба да влеземе во комунистичката партија. Според мене, тоа е едно многу погрешно становиште, врз кое долго дискутиравме во Берлин со Ѓорги Димитров." Петар Шанданов смета дека ВМРО мора да остане исклучиво на национално-револуционерен план, може да соработува со ВМРО Обединета и со комунистичките партии, например меѓу двете војни, но само по две прашања, и тоа во борбата против владите и Михајловистичката организација.
Во јули 1931 година во Софија се одржал првиот и последен конгрес на ВМРО Протогеровистичка. Во Централниот комитет били избрани Петар Шанданов, Петар Трајков и Крстан Поп-Тодоров. Во конгресните резолуции била објавена новата политичка ориентација на организацијата во однос на обединувањето на распарчена Македонија во една цела самоуправна политичка единица и сојузување на Македонија со балканските народи во самостојна политичка единица. Својата програмска платформа кон решавањето на македонското прашање, Шанданов, како лидер на Протогеровистичка ВМРО, најпрво се залагал за создавање на посебна македонска држава, односно посебна федеративна единица на Балканот. Заради формирање поширока коалиција за поефикасно спротивставување на Михеловистичката ВМРО и за изнаоѓање средства за борба против незините терористи, Петар Шанданов во почетокот на 1931 година во Париз се сретнал со раководството на Бугарскиот земјоделски народен сојуз, Коста Тодоров, доктор Георги Димитров Гемето и Александар Обов, кои работеле во емиграција. Дозволува согласно времето во кое тој зрел политичар или стасан, така да се каже, да се искажува во политичката сцена, Македонија како политичка единица да биде членка на некоја поширока федерација. Во неговото време, особено по 1929-30 година, особено во 30-тите години, настапува една голема дискусија околу југословенската држава, која што е унитарна монархистичка, во која што се случија тешки судирања на линија со Стјепан Радиć, кој е убиен во парламентот со хрватите. Значи каде што се распаѓа она идеја која што настојува да ја демократизира, односно се распаѓа онаа структура и приврзаниците кон владата, како Стојан Прибичевиќ, на пример, кој што е за федерализација на Југославија, за да се смират националните движења, незадоволни од обезличувањето во кралството Југославија, како што е македонското движење, албанското движење, особено како што е хрватското движење, кое што е историски свесно за една посебност и за една долга државничка традиција. На тој начин и Шанданов се вклучува практично во таа линија, сметајќи дека за Македонија би било многу стрекно решението, доколку една Југословенска федерација вклучи и Бугарија како членка, но и Македонија како посебна членка равноправна, што значи дека станува збор за една јужнословенска федерација на тој начин, каде што Југославија би била Пиемонт. Меѓутоа, Југославија не тргна во тој правец и немаше капацитетот да се федерализира поради српскиот монархизам, практично империализам на Балканот, што беше, што значи дека таа идеја Шанданов ја варира меѓу своите другари, ја соопштува јавно и отворено, а исто така и во средбите кои што ги барат и сакат да остварат со него средби разузнавачките и политичките војните структури на тогашна Југославија. Во втората половина на истата година и со истата цел, Шанданов и Мишо Шкартов оствариле средба во Братислава и во Виена со Танасије Динич, представник на југословенското војно разузнавање, одговорен за Бугарија и ВМРО. Контактите и врските што ги имало раководството на ВМРО Протогеровистичка со представниците на федералистичкото крило на ВМРО Обединета, со доктор Филип Атанасов и Слави Иванов, а особено со југословенските разузнавачки служби, биле со цел создавање на федеративна Југославија во која ќе се вклучи и Бугарија. Покрај тоа на средбите со југословенските војни служби бил постигнат договор за финансирање на Протогеровистичката ВМРО со цел да ја продолжи борбата со Иван Михајлов. Заради учеството во македонското ослободително движење и во активностите на македонската емиграција во Бугарија, како и заради контактите што ги одржувал со бугарските опозицијски партии и групи, како и со представници на американските, англиските и југословенските, односно македонските разузнавачки служби, Петар Шанданов од 1934 до 1954 година бил 7 пати осудуван, затворен, интерниран и испраќан во концентрацијски логори од бугарските власти, во кои поминал околу 10 години. Во 1936 година Шанданов бил сведок во познатиот процес на ВМРО Обединета во Софија и благодарејќи на неговите сведочења, обвинетите членови на ВМРО Обединета биле осудени на многу помали казни од оние кои се предвидувале во Законот за заштита на државата.
гласно и јавно на судскиот процес во Софија изјавил дека не само неговата организација, туку и целта на Македонската револуционерна организација биле за оспособување на Македонија во една самоуправна политичка единица, обединета во незините географски и економски граници во рамките на Балканска федерација и тука подлекувајќи пресе како рамноправен член во таа федерација. Кон крајот на 1940 и почетокот на 1941 година, Петар Шанданов во својство на лидер на ВМРО Протогероистичка остварил контакти со Американската разузнавачка служба, која била заинтересирана за формирање заеднички фронт со опозицијските политички партии и групи, со задача да водат борба против бугарската влада и да не дозволи Бугарија да се ориентира и да склучи пакт со Германија и да се зачува Бугарија од болшевизација. За реализација на добиената задача, раководството на протогеровистичката ВМРО добила парични средства и разни субверзивни материјали за извршување терористички и саботажни акции. Во февруари 1941 година, Петар Шанданов бил уапсен и испратен во логорот Гонда Вода, каде одбил да ја подпише напишаната декларација дека го одобрува присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Во мај 1941 година, тој заедно со Петар Трајков, како поранешни македонски револуционери, подпишале декларација во логорот Гонда Вода, во која меѓу другото изјавиле: "За остварување на нашите национални идеали, не еднаш сме го ризикувале нашиот живот по македонските полиња и гори. Може би уште се зачувани трагите од нашата крв и пот." Во предвечерието на Втората светска војна, Петар Шанданов се приклучил во редовите на антифашистичкиот фронт во Бугарија. Во 1941 година ја прифатил програмата на Отечествениот фронт на Бугарската комунистичка партија, а во 1943 година се вклучил во движењето на отпорот и работел заедно со Добри Трпешев и Бојан Българјанов. Во август 1943 година заминал за Охрид со намера да влезе во врска со македонските партизани и да остане кај нив, но неговата желба не се остварила. Шанданов како стар македонски револуционер се обидел да се приклучи кон Македонското народно ослободително движење, но од непознати причини не успел да влезе во македонските партизански одреди во Вардарскиот дел на Македонија. Но Шанданов веќе со самото започнување на Втората светска војна станал антифашистички определен и се поврзал со тие политички сили во Бугарија кои што имале за цел да се борат против фашизмот и против новонастанатата состојба. По 9 септември 1944 година и ослободувањето на Македонија, кога повторно се активирале македонските емигрантски друштва во Бугарија, Петар Шанданов бил избран за председател на привременото представништво на македонските друштва во Софија, со специјална задача да се грижи за снабдувањето на бригадата Гоце Делчев со војни и прехрамбени резерви. Тој навистина поминал бројни етапи во својот револуционерен живот за да го почувствува моментот што всушност ќе се случува со Македонија и на која страна треба сега да отиде Македонското народно ослободително движење. Неговото учество во антифашистичкото и ослободителното движење било крунисано со назначување за делегат на второто заседание на АСНОМ, што значи дека Народно-ослободителното движење од Вардарскиот дел на Македонија ги познавало состојбите со македонското револуционерно движење во Пиринска Македонија и со македонската емиграција во Бугарија. И неслучајно Петар Шанданов бил делегиран во АСНОМ. Во текот на НОБ соработува со и е наклонет кон левите сили, ја поддржува војната во Македонија, револуцијата за создавање македонска држава, е одушевен од таа нова, така да се каже, појава на македонска државност во рамките на Југословенската федерација како Народна република Македонија. Доаѓа во Македонија и смета дека Народна република Македонија може да биде пиемонт во обединувањето на другите делови на Македонија, всушност она што на заседанието на АСНОМ е една од декларациите, дека македонскиот народ има право за
обединување на деловите кои што се распокинати од неговата како територија или етничко или национално тело. По заседанието, Шанданов бил ополномоштен за разрешување одделни стопански прашања со бугарската влада и за представник на Македонија во Југословенската трговска мисија во Софија. Тоа е еден вид признание на неговиот долг револуционерен стаж што го имал во македонското револуционерно движење и неговите цели и идеали за создавање на независна македонска држава во низините етногеографски граници. Не наидувајќи на разбирање кај македонското партиско раководство, а особено во средбите со Лазар Колишевски, Шанданов бил целосно разочаран од она што се случувало во Македонија и од македонското раководство и за секогаш се вратил во Софија. Ваквата своја постапка тој подоцна ја оправдувал со изјавата дека новите управници во Македонија, начело со Колишевски, биле поголеми Срби од србите. Петар Шанданов и припаѓал на онаа генерација македонски револуционери која што била поблиску до илинденските идеали за создавање на македонска држава. Лазар Колишевски и групата на македонски идејци, воено-политички идејци, припаѓала на новата генерација на македонски воено-политички идејци, која што поинаку гледала на решавање на македонското прашање. Од друга страна, Колишевски за целиот период на Втората светска војна се наоѓал во заточение во Бугарија, во воен логор. Тој не ги познавал состојбите на теренот, иако формално правно постојано бил на хартија член во воено-партиските тела на Народно-ослободителното движење. Затоа не е за изненадување што Петар Шанданов не можел да се сложи со идеите на Лазар Колишевски за градењето на идната македонска држава. Колишевски и неговата генерација сметале дека создавањето на Народна република Македонија и некоја Балканска федерација е врвот кулминацијата за решавањето на македонското прашање. Меѓутоа, во исто време се разочарува од политиката на тогашното раководство, оценувајќи дека во личноста на Колишевски македонската власт се однесува исто како и да е српска власт, дека е под силно влијание на практично на српската доминација и дека таа се гледа независно од федеративниот карактер на заедницата. И третата работа која што можеби треба да се спомене е дека иако Шанданов во овој временски период бил пролевичарски ориентиран, сепак левичарството на Шанданов и комунистичката идеологија на Лазар Колишевски и дел од македонските војно-политички раководители биле сосема два поинакви концепта во поглед на решавањето на македонското прашање. Лазар Колишевски е лежал в български затвор. Той баща ми така си го обясняваше, психологически, и много мразеше българите. Той е бил ужасен българомразец и много почва да провежда една много солидна српска политика. Македонското прашање тука било второстепено. Дури дел од македонскиот револуционерен кадар првим барал да се присоедини Пиринскиот дел на Македонија кон Народна република Македонија, а потоа да се создаде таа Југословенско-бугарска федерација. Тито и Димитров сметале дека, особено Тито, дека тоа требало да се случи обратно. Првин да се создаде таа федерација, а потоа да се решава и да се озваничи, да се верификува присоединувањето на Пиринска Македонија кон тогашна Народна република Македонија. Значи, тука имаме различни гледишта, различни концепти, така што, за жал, таа културна автономија која што македонците ја добија во Пиринскиот дел на Македонија била прекратена во 1948 година со резолуцијата на Информбирото и бил спречен можеби последниот обид за интегрално решавање на македонското прашање, затоа што се чекал и исходот од граѓанската војна во Грција. Македонците во Егејскиот дел на Македонија биле на страната на левичарската демократска армија на Грција. При евентуален успех на ДАК и нејзина победа во граѓанската војна во Грција, можеби полесно би се остварило создавањето на една поширока Балканска федерација, а со тоа интегрално решавање на македонското прашање. Но 1948 година била пресвртна во тие настани. Се разбира, таа идеја не била прифатена од бугарските политичари, пресе и од првенците на македонската имиграција тогаш во Бугарија,
се разбира тук од Христо Каледжиев и другите, кои што се разбира под притисок на Бугарската комунистичка партија, ја отфрлиле ова. Во прво време тие ја прифатиле оваа идеја. Оваа идеја траела до информирото до 1948 година, меѓутоа после информирото се разбира и по настаните што се одвивале, оваа идеја била отфрлена не само од Бугарската комунистичка партија, туку и од македонските активисти тогаш во највисоките раководни структури на македонската емиграција во Софија. Додека Петар Шанданов и другите македонски револуционерни дејци кои што ги преживеале тие настани по Втората светска војна од типот на Алексо Мартулков, Крсто Гермов, Шакир и некои други стари револуционери, барале интегрално решавање на македонското прашање. Нив не ги интересирало во каква државна форма Македонија би влегла во каков сојуз со другите балкански држави. Тоа било второстепено за нив. Најважно било Македонија во нејзините етногеографски граници како што тие ги познавале, првин да се конституира како држава, а потоа да се размислува за тоа какви сојузи ќе се формираат. Дали тоа ќе биде конфедерација, дали ќе биде федерација, дали само ќе биде некаква југословенско-бугарска федерација со конститутивен дел Македонија или некакви други државни форми. Од тука произлегувале тие несогласувања. Имало и други, но ова е фактички принципиелното несогласување. Тука се судирале копијата околу нивните гледишта за решавањето на македонското прашање. Тука секако било прашањето и за јазикот, за тоа како македонската емиграција во Бугарија ќе се вклучи во изградбата на македонската држава. Знаете, на бројната македонска емиграција, која што долги години учествувала во револуционерните борби за ослободување на Македонија, со недоверба се гледало на македонското воено-партиско раководство и на југословенскиот државен врв. Југославија со недоверба гледала кон овие македонци, затоа што сметала дека тие можеби се во наводници пробугарски ориентирани, дека поинаку гледаат на Македонија, на македонскиот јазик, поинаку се гледало и на македонската историја, на револуционерните борби за ослободување на Македонија. И по Втората светска војна, од октомври 1946 до ноември 1950 година, Петар Шанданов бил повторно апсен, затворан и сослушуван од новата бугарска комунистичка власт. Се разбира, тој беше на мета на бугарските власти, кои што може да се смета од 1934-та, 5-та, натаму 6-та, па до 40-та година, па и по војната, тој беше постојано следен, сослушуван, затваран, па и исто така и депортиран во логори, бидејќи тој не престана ни сетото тоа свое действување да се бори, да се залага за обединување на Македонија во една потребна политичка единица, за ослободување на Македонија, за решавањето на македонското прашање во рамките на Балканската федерација. И се разбира, сето тоа им будеше очи на бугарските власти, бидејќи во него гледа еден голем непријател за бугарската власт, за бугарската влада, со тоа што тој постојано, како што реков, се залагаше за самостојна и обединета Македонија. Много сме страдали, особено когато той беше в Белене, защото беха много тежки години за нас. И материални, и морални. Брат ми беше по-малък от мене и той не ги изживя толкова тежко, но аз в гимназията имах големи проблеми, когато знаеха, че баща ми е в Белене. Една вечер звъни един старец, който аз го помислих, че е някакъв просяк, нали, защото беше с някакъв чувал на рамо и пита за майка ми. И аз казвам, че я нямаше, бех само вкъщи. И той напира да влезне така, аз обаче съм застанал на вратата и не го пускам, защото го гледам, че е просяк. И той ме пита, а къде е госпожа Шанданова? Викам, ми няма, тя на събрание беше същата вечер, някаква там квартално. Той казва, вие какъв сте на нея? Аз казвам, аз съм и сина.
Той казва, аз съм баща ти. Не се познахме. Нито той не може да ме познае, защото не ме е виждал толкова години. И аз поне се беше много променил, също не можах да го позная. И не го пускам да влезем в къщи. Чакат ми каза, че е баща ми, му викам влизай, и така нататък. Бехме много радостни, така поне се върна вкъщи. Много време не го знаехме, той беше изчезнал. Защото е бил непрекъснато следствен в подземията на Държавна сигурност. Майка ми беше една мъченица и героиня, мога да кажа. Тя за една минута не се отказва от баща ми. Всичко преживя. Тя беше завършила музикална академия, моята майка беше пианистка. Но когато баща ми го арестуваха, тя плетеше денонощно на чужди хора, за да ни изхрани, защото няма никой. Верно, че имахме голяма подкрепа от нейната сестра, от моята леля, от баба ми, от дядо ми. Подкрепиха ни хората, действително, но тя плетеше ден и нощ, за да ни храни, две деца. И така, една много голяма любов са имали баща ми. Дали ви казвам, 7 години го е чакал. Той в нелегалност. Тя го чака. Била е много хубава, много семейство, всичко. Това е. Е живяла. И когато почина, тя се обърна към мен и ми каза: моят живот може да е бил много тежък, но аз съм живяла с личност. По неколкумесечен престој во затвор и сослушување од полициските исследници, со образложение дека не вршил конкретна непријателска дејност и не извршил шпионска дејност во полза на капиталистичкото разузнавање, Шанданов на 18 март 1954 година бил конечно ослободен од бугарските затвори и логори. Заради својата антифашистичка дејност пред и за време на Втората светска војна, како и времето поминато во концентрацијските логори во Бугарија од 8 октомври 1949 до 20 март 1954 година за противнародна дејност, Шанданов со решение на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија од 25 февруари 1958 година добил народна пензија. Умрел на 15 октомври 1971 година во Софија. Со својата богата револуционерна дејност и искуството, Петар Шанданов не израсна само како борец од првите борбени редови на ВМРО, туку и како лидер, идеолог, политичар, општественик, македонски активист и пратеник. До крајот на својата револуционерна дејност, Шанданов живее на работ на екзистенцијата. Никогаш не располагал со големи средства. А кога располагал со парите од организацијата, ги трошел отчетно, на прво место западнатите другари, револуционери и нивните семејства, кои останале без извор за издржување. Во врска со решавањето на македонското политичко, државно и национално прашање, Шанданов не го крие својот идеал. Обединување на македонските револуционерни сили, ослободување и обединување на Македонија и создавање самостојна македонска држава. Македонската идеологија од комунистички позиции Шанданов ја толкува на следниот начин. Не го сваќам македонското движење само како чисто социјално, туку како широко национално движење и мислам дека под знамето на македонската револуција може да се засолнат носители на сите можни социјални и национални идеи. Доволно е нивната дејност да се совпаѓа со програмата и стремежите на македонското ослободително движење. Той накрая живота си така стоеше и така и казваше: цялата борба беше, казва, за нищо. Те просто, казва, продадоха Македония. Това му беха думите. Много. А цялата борба, казва, и всички жертви бяха напразни.
patiš dušo, dojdi, dojdi dušo moja, lebi voda donesi, samo nemoj dušo, ne plači, nemoj ne žali, samo nemoj dušo, ne plači, sama dušo ostani.